Општините на големо набавуваат огревно дрво за училиштата. За да заштедат струја и да обезбедат топли простории, ги враќаат старите ќумбиња и печки на дрва. Уште не почната грената сезона, училиштата веќе добиваат високи сметки за струја. Градоначалниците во паника бараат начин како да го ублажат ударот од енергетската криза. Некои од нив отворено кажуваат дека веќе набавиле дрва за училиштата. Општина Битола прави се и да набави огревно дрво, која цена е огромна. Се зголемуваат цените, во однос на јавните набавки се веќе спроведени во горивото, во однос на загревањето на училиштата. Владата која прогласи кризна состојба во енергетиката нема слух да им помогне на општините, во чија надлежност се училиштата, да се справат со огромните сметки за струја. Градоначалниците го делат ставот дека и блок дотациите за образование кои ги добиваат не се доволни. Со оглед на тоа што како СЕЛС имавме сериозни предложи до владата кои што на вистински начин би му излегле во пресвет како на општините, така и и училишта и сите оние кои што имаат проблем со цената на електричната енергија или ако сакате кои што имаат проблем со енергетската криза. Нас не ни беше ништо прифатено, така да оваа влада е далеко спремна да соработи со локалните самоуправи генерално и не сум сигурен дека било што и да предложиме се отворени да слушаат. Нити владината мерка училиштата во државава да се снабдуваат со електрична енергија на регулиран пазар не е доволна, иако ресорниот министер Јетон Шакири уверува дека на овој начин училиштата како и малите претпријатија ќе плаќаат пониска сметка за струја. Тоа ни оддалеку не одговара на барањата на градоначалниците кои предлагаат училиштата да плаќаат струја како за домаќинства. Сериозен проблем е во делот на обезбедувањето на средства. Има енергенци, но цените се вртоглаво отидени со 4-5 пати повисоки од износите кои ги плаќавме во изминатиот период. Но Шакири не се тревожи. Некои општини вели имаат доставено барање до советите, часовите да траат пократко. Но ќе видиме, кога ќе дојде време, можеби ќе ја реорганизираме наставата. Тоа значи да се тискаат што повеќе ученици во помал број простории.